Проме партија која што треба да ја одразува и ја одразува реалноста во Македонија, а тоа е мултиетничноста и мултикултурализмот. Македонија политички во најголем дел е поделена етнички. Знаеме дека постојат најголем број на етнички партии, сите сме поделени на ВМРО, ДУИ, сите сме во своите кампови. Наместо индивидуалните права да бидат приоритет, ние имаме колективни права. Со уставот се сведовме на пленински заедници. Несомнено дека граѓанската опција е шансата да се излезе од тоа, да се даде предност на индивидуалните вредности и квалитети, а не на колективните. Има и зошто, како членови на граѓанската опција на Македонија, да се залагате за оваа партија, затоа што ова е единствена партија која ќе се бори за дескопијанизација на Република Македонија, односно за рамномерен регионален развој. Ние сме против тоа во центарот на градот во Скопје да се истураат тешки милиони евра на 1 квадратен километар, а останатиот дел од Македонија да биде пуста и полека, но сигурно не само села, туку да не опустошуваат и цели градови, особено во источниот дел на Македонија. Граѓанската опција за Македонија е мултиетничка партија, како што ја кажа и подпредседателот, значи ние сметаме дека поединецот, а не колективитетот, треба да бидат услов за натамошен развој на нашето општество и дека индивидуалните права треба да ги ставиме над колективните права и дека Република Македонија само доколку се гарантира дека правото и правната држава ќе функционира и ќе му гарантира на секому граѓански слободи и права, само така може да биде Република Македонија просперитетна. Громе партија која што смета дека не може да се развиваме натаму ако немаме изградба на енергетски капацитети, ако не се гради инфраструктура, ако не се олесни движењето на граѓаните. Громе партија која што смета дека треба да се воведе конкуренција во фиксната, мобилната телефонија, да паднат цените, да спаднат цените на интернет услугите, да се развива електронското банкарство, да се развива електронските услуги. Громе партија која што смета дека во спортот треба да се вложува и дека најбитни се спортистите, а не спортските сали, дека ако нема спортисти, ако не ги поддржуваме спортистите, ако не обезбедуваме квалитетни средства и ако не обезбедиме минимум средства за функционирање на спортот во Македонија, ние и натаму ќе се радуваме на гледање низ прсти кога треба да одиме на Олимпијада, односно со вајлд карта и без соодветни резултати на европските, светските и на олимписките првенства. Ние сметаме исто така дека ова што се прави во здравството ќе го растури целото здравство, дека за 5 години нема кој да не закрпи на клиничкиот центар, дека го развиваме приватното здравство, но на грб на јавното здравство и кога тамо ќе ги престанат изворите, ресурсите, тогаш како натаму ќе се развива и приватното здравство и кој ќе ги обучава младите кадри, докторите на клиничкиот центар за да може да го лечат граѓанството и дека тогаш ќе бидеме принудени како држава да увезуваме кадри од источните земји како што се Пакистан, Индија, Филипини и така натаму, а тоа како граѓанство ние не смееме да го дозволиме. Секако дека ние го подготвуваме нашиот програм за наредните парламентарни избори, сметаме дека како политичка партија беше време да се појавиме, затоа што ВМРО ДПМН очигледно не ги задоволува потребите на граѓаните, ниту па граѓаните го имаат оној стандард кој што го очекува и втората работа СДСМ не успева да се наметне со соодветни решенија на политичката сцена, нити да ја има довербата од граѓаните. Затоа сметаме дека ова политичка партија се појавува во вистински момент за да дадеме шанса особено на младите луѓе, да отвориме перспективи за нив, да се потрудиме за некои наши кадри да има возможиме политички да се реализираат, да учествуваат во јавниот живот, некои работи да ги промениме, некои да ги запреме, но исто така да предложиме и нови решенија за развојот на Република Македонија. Ние сме партија која што гледате плукањето во далечина му го оставивме на СДСМ и ВМРО ДПМН, ние сакаме да нудиме решенија и на наредните избори да се надпреваруваме по тоа кој подобри визии, кој подобри програми нуди за Република Македонија, а не кој повеќе ќе го исплука својот политички противник и дека овој концепт што го прават двете партии е концепт да вие како граѓани кои кога искачате да гласате против нешто, а не за нешто и сметаме дека тоа ни носи голема штета на сите граѓани на Република Македонија и таквата психологија создадена кај граѓаните не ни носи
резултати, односно потоа 4-годишниот мандат очигледно дека ние се вртиме у круг и дека Република Македонија не трга по патот на просперитетот. Имајте визија во животот, бидете подготвени да се борите и да знаете дека ќе имате резултати. И џабе да работите, џабе немој да седете дома, од дома никој нема да ве викне и да ви даде шанса. Шансата вие треба да искочите од дома и да ја барате. Една од тие шанси вие и граѓанската опција за Македонија. Уште еднаш ве поздравувам. Потрудете се своји другари, пријатели, роднини да вклучите во партијата и јас ви гарантирам дека Гром после наредните парламентарни избори дека ќе биде партија во власта и дека ќе отвора перспективи особено за младите луѓе.